по долго време започна конкретно да се гради објектот на мала хидроелектрична централа. Разбрахме дека ова е последна по инсталирана моќност, меѓутоа е многу корисна, на многу убаво место се наоѓа, веднаш над резервоарите за вода. Градоначалниче, докаде е ова инвестиција? Така, ја морам да потенцирам да кажем дека после 2000 година, односно од 2003 се изградија 4 мини хидроцентрали кои што ги има нашето предпријатие Комуналец. Една сериозна инвестиција и еден благодет за граѓаните, меѓутоа и за самото предпријатие, пошто приходите кои ќе ги добиеме од мини хидроцентралите се директни приходи на предпријатието, а со тоа возможуваме да Кавадрачани и општина Кавадаци имаат достапност за поевтина вода и поевтини комунални услуги. Ова е 5-та мини хидроцентрала, значи после 2003 година со истражувањето се покажа дека може да има и тука мини хидроцентрала со вариабилна моќност на производство на електрична енергија од 80 до 150 киловат часови на час, така да инвестиција од 20 милиона денари на јавното предпријатие Комуналец, очекувано да се врати од 3 до 4 години, а трајна инвестиција за наредните 20-30 години. Морам да потенцирам да кажем дека со претходна одлука на Совет, која што беше донесена пред мојот мандат да биде ова приватно јавно партнерство, ние возможивме да остане во собственост на јавното предпријатие Комуналец и на општината, така да сите бенефиции ќе ги има само јавното предпријатие Комуналец. Бевте во право? Па, мислам дека сме во право, пошто инвестиција која се враќа за 3 години, треба да се овозможи предпријатието во добра кондиција, во интерес на граѓаните. Ова е еден благодет кај што цевководот поминува по гравитација, нема никаква дополнителна потрошувачка ниту на енергија, ниту на средства, единствено производство на енергија која што ќе се инсталира сега опрема во самиот објект, која што треба да се врати за 34 години од самиот приход. Директор, што мислите вие за оваа инвестиција? За самиот? Што да кажеме, значи не може да биде подобро, значи. Секоја инвестиција што се враќа за 3-4 години, како што кажа градоначалникот, спаѓа во групата на брзо растички и брзо повратни инвестиции. Така да благодат, како што кажа градоначалникот, че има целиот народ. Таа е иначе околу технички карактеристики, таа се наоѓа на 3-40 метри на надморска височина. Има брутопад, например, од 66,4 метри, нетопад 57,5 метри, што значи дека за да функционира една централа мора да има тие два параметри. Точно тие два параметри, висината и кутот дотокот на вода, ние одредуваат и снагата на самата централа и агрегатот кој ќе биде употребен во неја. Во оваа централа ние ќе имаме употребено Францисова турбина, кој што може да биде хоризонтална и вертикална. Овде ќе имаме Францисова турбина со хоризонтално поставено вратило на генераторот и ќе произведува електрична енергија од 80 до 120-150 киловат на час. Колку тоа во пари ќе изнесува? Тоа ќе изнесува негде на годишно ниво околу 5 милиони. Да, зборуваме за минимално производство. Сето тоа зависи нели од дотокот на вода и од условите под кои ќе работи. Мораме да напоменеме нели тоа дека било што да се случи при било каков испад, например, од системот, дали станува збор од енергетскиот или од дефектажа, значи водата ќе се одвива, например, водоснабдување ќе се одвива безпрекорно. А ќе имаме ли чиста вода по излегувањето на истата од централата? Че има, значи, водено при самиот проект, водено е ЕСАП и математика да сите елементи на турбината воопшто не го загадуваат, значи квалитетот на ни хемиски ни бактериолошки, и само сакам да кажам дека ова централа се прави на линијата, значи, за средна и ниска зона, односно од разделната комора таму горе, значи овде како се наоѓаме, ова е веќе наша локација, немаш инвестиција на друг објект, значи требаш претходните идеја беше да биде на друга локација, на приватен имот, и проблем беше и се најде со општината и со градоначалникот, значи сега ќе се наоѓаме во постоечко имање на јавно предпријатие Комуналец, еден убав благодет. Значи се прави на линијата за средна и ниска зона, доаѓа од озгора и онака таа енергија, значи тука влева во резервоарот, значи ќе произведе струја и воопшто нема да има проблем со квалитетот на водата и со редовното водоснабдување на граѓаните, и онака до сега имаме и на овие горештини 24 часовно водоснабдување, ако што може да се пофалиме. Така, да. Комуналец Камчев е едно од ретките во Македонија кое наместо да дава на електростопанството, тоа зема од електростопанство вода. Ова е бари. Па ја сега пред сад време се врати, значи од членство по некоја случајност на управен одбор на Атком, тоа е
Асоцијација на даватели комунални услуги на Македонија, сите комунални предпријатија, значи мака мачат и со редовно водоснабдување и со наплата и со пумпни системи, на пример Скопски водовод, Кочани, Велес, значи има ева нам удиши во вратот, а ние овдека си правиме по природен пат енергијата на цевководата имаме, само му кајат се направи со локална самоуправа, начело со граначалникот разбирање, се направи оваа централа, че има благодет и самото општина и самото комунално предпријатие со пари и нема да се поремети редовното водоснабдување. Онака таа енергија поминува преку цевководот. Само поминува на турбината, прави струја и завршена е работа.